Добредојавте во уште една интересна епизода на Мотообјектив. И во оваа епизода ќе ви представиме една можна мототура. Овој пат мототура Скопје Пелопонез во траење од 5 до 6 дена. Некои патувања не се само рута на мапа, туку вистинска бајкерска приказна. Пелопонез е токму тоа. Пелопонез е регион кој комбинира античка историја, спектакуларни патишта и прекрасни крајбрежни предели. Оваа мотоавантура не води низ најубавите предели на Грција, од античката Атина до сончевите плажи на Пелопонез. Враќањето е преко Лептокарија или Платамона, каде што се одмораме пред крајот на патувањето. Оваа мотоавантура ќе ви овозможи да возите по серпентини со поглед на Егејското и Јонското море, да прошетате низ древни градови и да уживате во вкусот на традиционалната грчка кујна. Прв ден Скопје, Гевгелија, Атина, околу 700 км, 9 до 10 часа возење. Тргнуваме од Скопје рано наутро, возејќи преко Гевгелија и Солун со кратки паузи. Продолжуваме низ Грција, а навечер пристигнуваме во Атина. По пристигнувањето имаме време за прошетка низ Плака и вечера со традиционални специјалитети. Втор до четврт ден Пелопонез, 300 до 400 км, слободна програма. По утринското кафе во Атина ја напуштаме метрополата и возиме кон Коринскиот канал, спектакуларна архитектонска градба која го поврзува Егејското со Јонското море. Продолжуваме кон Навплио, првиот главен град на модерна Грција, познат по тврдината Паламида и идиличните улици. Потоа, патот не води кон легендарната Спарта, познатиот антички град на легендарните војни, каде денес може да се види статуата на Леонидас, и Микена, домот на Агамемнон, кралот на Микена и врховен заповедник на грчката војска во Тројанската војна. Овие неколку денови се време за вистинска мотоавантура. Возиме по прекрасни планински патишта до Моненвасија, средновековен град издлабен во Карпа, познат како грчкиот Гибралтар. По прошетката, низ тесните камени улици продолжуваме кон Каламата, каде што не чекаат прекрасни плажи и освежување со морски деликатеси. Алтернатива на посета плажите на Каламатија се плажите на Симос. По плажата возиме кон Олимпија, местото каде што започнале античките олимписки игри. По разгледување на археолошкиот локалитет продолжуваме кон Патра, третиот најголем град во Грција, познат по неговиот огромен мост Рио Антирио. Петти ден враќање преко Лептокарија или Платамона, околу 600 км, 6 до 7 часа возење. Враќањето го започнуваме преку живописните патишта на западниот дел на Грција, возејќи низ Јанина и планинскиот предел на Епир. Пристигнувањето во Лептокарија или Платамона, каде што ноќевањето е одлична можност за одмор пред завршниот дел на турата. Шести ден враќање преку Солун, околу 300 км, околу 4 часа возење. Последен ден за релаксирано враќање до Македонија преку Солун, каде што правиме последна пауза пред пристигнување во Скопје преку Гевгелија. Проценети трошоци: за гориво и патарини 200 до 250 евра, за сместување 40 до 60 евра по ноќ, за храна 20 до 30 евра на ден, или вкупно трошоци околу 600 до 800 евра, со вкупно помината километража околу 2000 км. Ова патување ќе ве однесе низ антички градови, крајбрежни патишта и незаборавни пейзажи. Пелопонез е идеален избор за оние што сакаат кратка, но интензивна авантура на две тркала. Ви благодариме што бевте со нас во уште една епизода на Мотообјектив. До наредната, биете ми живи и здрави.